Денеска сум во јавното обвинителство како оштетена страна. Еден од луѓето кои што беа директно под напад и насилство на толпа народ, посебно издвоена група која што имаше намера да направи убиство, и тоа беше очигледно со добар план и умисла. Дадов исказ пред јавниот обвинител, буквално ги кажав сите детали кои што според мене ги држам во мојата меморија, со овие повеќе од 2,5 часа тероризирање кое што се случи во прес-салата во собранието и сите мои согледувања како впечаток од самите причини до завршувањето на самиот настан. Верувам дека целото тоа ќе помогне во истрагата на државното јавно обвинителство. Очекувате ли дека обвинителот во однос на вашите повреди и она што го поминавте во собранието ќе покрене обвинение или постапка за посериозно кривично дело, како што и вие велите, обид за убиство? Оставам професионалците да го утврдат тоа. Јас го кажувам мојот впечаток со сите детали, како тоа беше организирано, како беше осмислено, како беше оркестрирано, диригирано и како во суштина експликацијата на действијата се случуваше. Мавањето со сталактите на вашите камери, мавањето со сите овие железни предмети кои што беа од столиците, од масите, дрвените предмети, фрлањето на гајтаните од самите камери кои што беа таму присутни во салата со цел да бидеме фатени за врат, за екстремитети веројатно извлечени или удавени или слично. Сето тоа го кажуваме со зборови. Стручните луѓе и обвинителството се тие кои што треба да му дадат квалификација на делото. Едно знам. Собранието има 5 влеза. Тоа е главниот влезот кон домот на армијата, влезот кон бившото Министерство за надворешни работи, гаражата и влезот кој што е према зградите. Толпата насрна од сите страни на собранието. Ниту еден од останатите 4 влеза не беше отворен, иако имаше полицајци кои што беа пробиени од толпата, народот дојде до вратите, но не можеше да ги отвори вратите, од проста причина што протоколот на обезбедувањето на собраниските врати преку челичните шипки се ја заврши работата. Таму тие челични шипки не беа тргнати. Беа тргнати единствено челичните шипки или профили од главниот влез или главните влезни врати на собранието, кои што очигледно, веројатно, 100% беа тргнати за жал од мои колеги пратеници и знам дека немаше да се случи ни Н од насилство ако моите колеги пратеници не го направија тоа, односно не ги на добро осмислен начин, преку телефонски разговори, договарајќи го со некого тоа целосно, 6 мина, кои што јас имав прилика да ги видам, учествуваа во тргнувањето на челичните профили, па дури и нивно бутање со нога, за да масата не се сопне, кога ќе влезе, прво на едната врата, па на другата врата, па им покажувајќи многу прецизно кој е најблискиот пат да се стигне до прес-салата, тоа е покрај пленумот, овде во холот каде што одмарат пратениците во кратките паузи, директно до скалите кои што водат до холот на прес-салата. Тоа е очигледно умисла план кој што некој го направил однапред и на крајот спонтано влегување со фантомски маски е далеко од здравиот разум, од спонтаност. Тоа е организирано со план и верувам дека секој треба да си понесе одговорност што учествувал во таквиот настан. Извинете, само едно појаснување. 6 мина, мислите 6 мина пратеници? Од ВМРО? 6 мина пратеници од ВМРО учествувале директно во организирањето на отварањето вратите. Двајца дигнале профилите метални и останатиот дел до 6 мина дадоа директни патокази како да се оди до прес салата каде што беа мнозинството, пратениците од мнозинството парламентарно. Верувам дека тоа во постапката ќе биде утврдено, постојат докази, јас го зборувам ова на основа на докази, јасно видливи, воочливи и не знам едноставно како ќе можат и тие мои колеги пратеници да не видат нас во очи, како и ние ќе ги видиме. Господи ни е на помош, знам дека мораме да продолжиме да работиме во интерес на граѓаните. Парламентот постои, тој е конституиран и треба да делува во правец на очекувањата на граѓаните на Република Македонија. Господин Заев, дали ќе очекувате да ви се даде мандатот во рок од 10 дена и ако не ви се даде, кои ќе бидат следните чекори? И второ прашање, дали очекувате посебна седница што Талат Џафери прати до пратениците писмо за свикување посебна седница за локалните избори?
Ова се две различни работи. Прво, јас очекувам дека Ѓорги Иванов во рок од 10 дена ќе го даде мандатот. Може постои дилема од кога се 10 дена од службен весник или слично. На крајот не е важно и не мора 10 дена и да се чека. Логично е некаде до средината на следната седмица да биде истекувањето некако на 10 дена, а пред тоа да биде даден мандатот. Јас се обидувам преку мојот кабинет и кабинетот на господинот Иванов час побрзо да осогласам текст на изјава, кој што ќе има за цел да се даде мандатот. Не да има за цел да предизвика антагонизам или нови пречки и причини да не се даде мандатот. Веднаш штом ќе биде осогласена меѓу нашите два кабинети, таа изјава на гаранцијата за унитарноста, територијалниот суверенитет, територијалниот интегритет, суверенитетот, уставноста на државата, евроинтеграциите, Охридскиот договор, сето она што е важно, кој што во континуитет го кажуваме ние политичките партии, а му е важно на господинот Иванов да му биде дадено како гаранција, штом го согласиме, веднаш ќе побарам јавна средба, имам намера тоа покрај кај господинот Иванов да го објавам до вас медиумите за ден поскоро да биде даден мандатот, заради тоа што логично ако не ни треба 20 дена, но ќе ни требат неколку денови во делот на преговори да формираме влада со конечна цел до крајот на овој месец Република Македонија да има нова реформска влада. Во вториот дел од вашето прашање, логично е да се закаже седница на парламентот, но претходно мора да се усогласат пратеничките групи, веројатно за двете неопходни комисии. Тоа е законодавно-правната комисија и комисијата за политички систем, дури и за закон по брза постапка, кој што е едноставен. Таму стои прва половина на мај, веројатно мај треба да го промениме со октомври, ноември, септември, не знам со некои тие дати ако е есента или ако е идната пролет, тоа да биде со март, април, мај. Веројатно, тоа досега во Македонија се правело во договор помеѓу сите политички партии. Јас очекувам во најмала рака, ако не ние лидерите на парламентарните партии, барем наши представници да направат средба во парламентот, да го договорат како што е редот и пракса во Македонија, новиот термин за изборите, а меѓу другото да ги договорат и распоредот на двете законодавно-правната комисија и комисијата за политички систем, како би можело брзо да се закаже седницата на парламентот, за да се де факто и одложат одржувањето на локалните избори кои што беа планирани за првата половина на мај. А што во случај ако Иванов не ги припати тие гаранции? Господинот Иванов испрати недвосмислена изјава дека покрај 10 дена кои што сега му се обезбедени со доставувањето на писменото од председателот на собранието господинот Талат Џафери, дека ги очекува и гаранциите кои што Заев ги најавил, така тој рече, во делот на унитарноста, територијалниот интегритет, суверенитетот и дека намерата е да се даде мандатот. Јас на вистина, знаете дека од самиот прв момент зборам дека не треба да разгледуваме Б, С, Д варијанти, да се држиме на А варијантата, тоа е да не ја нарушуваме праксата во државата. Председателот на државата има убава церемонијална, формална улога на доделување на мандатот и тоа треба така да се случи. Јас на вистина, ве гледате, правам се, разгледувам начини како да ги формулираме речениците, кои што ќе бидат соодветни за господинот Иванов, за да може да бидат на вистина позитивно одлучувачки во неговата одлука за да се даде мандат. Господине Заев, секогаш во сите, да речам, случаи кои биле тешки за Македонија, зборувам на инциденти, безбедностни и разноразни, секогаш сме имале впечаток дека можеби извршителите сноселе некаква одговорност и до крај не сме биле сигурни дали се тие извршители. Еве во последниот случај, насилство во собрание, обид за убиство, дали сметате дека во наредниот период пред лицето на правдата ќе бидат изведени нарачателите на целото тоа сценарио кое се случи во собранието и кога Македонија беше на чекор да влезе во нова безбедносна криза? Јас очекувам согласно законот за секој што постојат докази да си понесе одговорност. Како што и очекувам за оној кој што нема докази да не одговара. Тоа е правда и правна држава која што треба да постои и тоа е редот на работите. Законот мора да важи еднакво за сите. Не само за физичките извршители на насилството, туку и за нарачателите, организаторите, мотиваторите и предводниците на целата оваа работа. Што се случи? Јас кажав зошто се индициите кај мене присутни за организирано сценарио за оваа работа. Ги кажав деталите.
Немало да има Н од насилство ако некој не ги дигнал металните профили да ги отвори вратите. Едноставно верувам, дури и полицаец да немало надвор, вратите се непробојни, освен, не дај Боже, со експлозив. Значи, јас верувам во таа работа, јас го видов тоа со моји очи и знам дека е така. Треба да одговара тој што го нарачал тоа, го усмислил, го организирал, го спровел, го мотивирал и го на крајот екзекутирал или физички го реализирал. Господин Заев, како човек, сега не како политичар, дали некој што лично ќе му простите на нарачател во случајов лидерот на ВМРО по мене на сето тоа, вие што го преживеевте, вашите колеги, нашите колеги, но и јавност? Законски можам само да сонувам да му простам на некој, тоа не е мое право. Секако со тоа не е моја обврска. Законот мора подеднакво да важи за сите. Но јас уште наредниот ден простив. И испратив пораката на простување, заради тоа што сум одлучил да се занимавам со политика и да работам во интересот на граѓаните на Република Македонија. Ако не простите, тогаш нема иднина. Јас сакам да имам успешен мандат, предводејќи новата влада на Република Македонија, а заради тоа ми треба кооперативна, конструктивна и критична опозиција, силна опозиција. Ако не простите, тогаш не може да го очекувате тоа. Затоа и заради моите чувства, заради мојата вера, а гледам и другите вери, тоа го предвидуваат најголемото простување е простувањето на непријателот. И треба да се прости тогаш кога е најтешко да се прости. Јас простив, фала Богу, еве немам трауми и мирно спијам. Веројатно секој што може да прости, нека прости, а законот мора да важи еднакво за сите и секој што се огрешил и го прекршил, мора да одговара. Истовремено, како што никој не треба да не одговара ако нема докази за некое сторено дело, навистина треба да престане времето кога невини луѓе лежеа по затвор. А господин Заев, дали во овој момент може да се каже кога би се свикала седница на собрание да се измени изборниот законник за да се надмине правниот вакуум во функционирањето на локалната власт, оти буквално цела Македонија е засегната од овој правен вакуум кој настапува на 15 мај? Убаво ќе беше до 15 мај да се заврши таа седница, но логично не може да се заврши заради процедурите кои што ги објаснив. Треба да се соберат представници на партиите, дали ние лидерите или наши представници од раководството веројатно, да го договорат терминот. Така е пракса. После тоа да се договорат комисиите. Па самите комисии мора да се изберат на пленарна седница, да се даде пауза, тие да работат и да дојде законот. Логично е дека тоа ќе биде веднаш после доделувањето на мандатот од господинот Иванов, да се закаже самата седница, не заради друго, заради логичниот тек на и редослед на настаните кои што следуваат, се решава, секако, веројатно, измената на членот, ако не се лажам, тоа е член 12, каде што стои прва половина на мај, треба мај да се замени само со нареден месец, кој што ќе се договори од наредната есен или наредната пролет, веројатно, и во преодните одредби да се даде лесно поврзување на истечениот мандат од мај, во преодните одредби на законот зборам, поврзување на истечениот мандат на мај на градоначалниците и советите до денот на самите избори. Постои ова законска можност, тоа не е нешто ново, правниците се постручни да кажат дефинитивно како тоа стои, но јас го кажувам политичкото искуство како политичар кој што го имам, но треба да знаат граѓаните. Може да се досни, не знам, 2, 3, 5 дена заплати во вакви околности на одоговлекување на сценаријето кое што требало. Или 5 дена би останале можеби без мандат градоначалници и советници. Но ништо тоа нема да биде од катастрофални последици доколку се случи. Јас жалам што после насилството, еве, до ден денеска одоговлекувањето на мандатот, неможноста да се свика веднаш собранието согласно роковите неопходни, ќе дојде до тоа, но проблемот е решлив. Испраќам порака до граѓаните да знаат дека парламентарното мнозинство има намера да го реши овој проблем, но сакаме да ги запазиме сите практични досегашни действија за утврдување на терминот за одржување на изборите и деловничките процедури за свикување на парламентот.